Денес, не својствено за Gentleman магазин, не толку вообичаено како што обично бива, се наоѓаме во еден скромен, убав и топол дом. Не се сретнавме со нашиот гостин, кој што е мој стар пријател, надвор во амбиент како што тоа обично бива, нели, кафичи и ресторани. Тука сме кај него дома и може би подобро што не се сретнавме надвор. Да. Ке говориме за джентлменството, затоа што тој решене, сака и одлучил да стане джентлмен. Не знам зошто после 54 емитувани емисии, 53 се извинувам, 54-та еве му ја посветуваме токму него, решил да го прави тоа, но ете, затоа што некаде луѓето кажуваат тоа што не се прчило нема ни да се окози. Но нема врскете, упорноста се исплаќа на крај секогаш. Тука сме, нели, како што спомнав старе, мојот пријател и тука кај него дома решил да ми направи кафе джентлменско, инсистира да е джентлменско кафе, ќе видиме дали тоа е навистина такво кафе. И ете, ја имам честа да денес општам со него. Ти благодарам што ме покани во твојот скромен дом и што ќе ми направиш едно убаво джентлменско кафе, не еспресо, нели, тоа е така, да, македонско кафе. И се надевам дека ќе биде убаво како што си ти денес, вака убав, скоцкан и скроен джентлменски. Само да не се запалиме, те молам. Знаеш како тоа функционира? Да. Иначе, да, драго ми ете. Дојде во мојот скромен дом, јас научив за джентлменството, манири, како тоа се прави, како се зборува кога си джентлмени, како се прават некои работи. Кафето што ќе ви го спремам ќе биде фантастично, драг мој джентлмен Жарко. И мислам дека ќе уживаш во мојот, да, скромен дом, кој што е скроен според вашите манири. Добро е вака джентлменски да зборам, да. Ќе се вратам сега со нормален глас малце, ова за почеток беше, да. Така, сум се дотерал, сум се средил, нормално, кога имам гости тука. А софата е најака. Колку пари? Сакаш да, знаеш какво меко седење има на софата, Саш да седнеме па да видиш. Јас се извинувам, малку се возбудил да... Ете, нешто знаеш и да погодиш одлично, не дека тука е лошо, но дневната ти е навистина направена джентлменски во стил како што тоа го прават големите джентлмени. И каков телевизор сум купил, домашно кино ќе ти правам сега, ако сакаш. Да, ќе видиш, навистина имам видеотека, те пратам, цело време те гледам. Значи ти си ми станат идол и мислам дека тоа што ти го зборуваш и тоа што ти го правиш, сигурно не го правиш, ти го пишуваат, не е битно. Тоа што го правите вие како тим, мислам дека е многу добро. И јас ги пратам, како што кажа, вашите модни трендови, се трудам да изгледам тип-топ цело време. Затоа гледа до какво станче стигна. Многу кошта. Да. Сакаш да одиме? Добро. Ете, мојот гостин навистина тврди и инсистира дека е станат добар джентлмен, така да ние сега ќе се преместиме во неговата дневна да видиме како тоа изгледа. Ајде, беже, ајде. Но едно е сигурно, секогаш изгледа безпрекорно. И како кафенце? Не е лошо, само што не сум сигурен во која емисија зборуваме за вакво кафе. Како не збор, дечкото збореше на телевизија. Мислам дека нешто не си ги разбрал работите како што треба. Кажуваше како се, но еве, те предизвикувам, бидејќи спомна дека имаш видеотека и колекција на моите емисии, дали може да ми покажеш точно во која емисија и во кој дел сме зборувале за. Сакаш да го видиме? Да не се расправаме, те молам. После волку напорна емисија, со волку напорен глумец, навистина би ми дошло добро едно еспресо.
Ти благодарам. Конечно го пронајдов човекот кој што е задолжен за најдоброто кафе кај нас. Дејан Богуевски, баш ми е драго што конечно те запознав. Мило ми е, добро дојдовте во нашиот тренинг центар. Денеска ќе ве запознаеме со тајните на доброто кафе. Добре ве најдовме. Еве би сакал да те прашам да ми откриеш мала тајна мене и на нашите гледачи, што е најбитно за подготовка на едно добро кафе? За подготовка на добро кафе потребни се повеќе елементи. По правило важат 4, но јас викам 5. Тоест добро кафе, квалитетно, хигиена на работниот простор што ја цело време ја потенцирам, добра машина, добар кафемат, добра мелница и идеална гранулација на мелницата за кафето. И добар бариста се разбира. Тоа секогаш. Да. Сега да те прашам, дали мислиш дека кај нас македонците имаат развиена култура за пиење на кафе? Не можам да кажам за цела Македонија, но мислам дека доста во последните 5 години се, поготово во Скопје и во некои градови кај што сум присутен исто со обука, можам да кажам дека има доста ентузијасти помеѓу вработените и помеѓу газдите на кафетерии, каде што сакаат да го зголемат квалитетот на својата услуга и сваќаат дека кафето не е занемарливо како производ, бидејќи после водата е втор пијалок што се конзумира во светов. И се повеќе има луѓе што сакаат да ја качат таа култура и квалитет во своето работење. Така, моментално се наоѓаме во просторот каде што е твојот тренинг центар, после ќе видиме инсерти со твои студенти. Би сакал да те прашам колку е препорачливо во денот да се пијат еспреса. Ќе тргнам од мене затоа што сум љубител на еспресо, тоа што го пробав, што ми го направи доле на вистина е фантастично. Јас пример без 3 еспреса не го завршувам денот. Што би препорачал за другите што ќе ја гледаат емисијата? Мене, ако ме прашувате, јас пијам до 10 еспреса во денот. Добро. Јас ги пијам кратки, бидејќи многу малку луѓе знаат дека краткото еспресо содржи 3 пати помалку кофеин за разлика од турското кафе, да направиме споредба. Така. Доколку и квалитетно кафето има дупло помалку кофеин и мене ми одговара на мојот организам поголема количина на кафе. Јас не за џабе сум кафе едукатор. Јас сум љубител на кафе пред се и многу луѓе пијат од 2 до 3. Јас пијам 5-6. Па и до 10, нели што викаш. Кажи ми, имам информација дека за идеално еспресо треба да содржат 21 зрнце кафе. Мелено, нели, за да се направи идеалната доза на еспресо. Може да се каже така, но ние пред се мериме грамажата на секоја доза кафе. Аха, така. Во зависност, нели, од зрното поголеми и помали? Од 7,5 до 8 грама за една доза кафе. Така, а за тебе како професионален бариста, што е квалитетно кафе? Квалитетно? Да, лично, субјективно чувство и... Еве, како што можете тука да видите, има многу видови на кафења. Во пракса се користат 2 арабика и робуста. Има многу видови на арабика, многу видови на робуста. Процесот на кој што се произведуваат, тука доаѓа до квалитетот. Финалниот вкус го дава печењето, но професионалните дегустатори знаат да направат разлика од просечно кафе до најквалитетно. Ние преферираме да ги користиме само најквалитетните кафења. Така. Јас морам да откриам за нашите гледачи дека мислев дека ова е соја, а не кафе, затоа што немам видено овакво кафе. Овака изгледа зрното на кафе пред да биде печено, значи нема ни вкус ни мирис, многу е тврдо, не може ни да се скрши. Печењето му го дава финалниот вкус. Тоа што ние го знаеме. Има 3 начини на печење, тоа ретко кој знае. Има слабо печено, средно и јако печено. Ние од овој дел во Европа користиме средно печено претежно. И разликата меѓу секој кафе може да се вкуси доколку сте љубител на кафе. Ние имаме повеќе видови на избор на кафења и секој си има свој специфики и ароми. Апсолутно. Спомнавме во неформален муавет за кавијар на кафе, јас навистина се изненадив, кавијар од кафе или како и да го нарече тоа. Можеш ли малку околу тоа ексклузивно за нашите гледачи? Покрај многуте рецепти што ги доста добар деликатес и е најсовремен начин
за например за семинари, за конференции кога немаат луѓето време да пијат, да застанат сите да пијат кафе, се служат во мали шолички кавијарот и така конзумираат кафе на нога, што би сте Тука може да се најде кавијар од кафе, нели? Го правиме, се надевам следната прилика ќе имате можност да присуствувате на самата. Апсолутно, јас се надевам. Исто ќе те прашам, видов една фотографија, колач направен во форма на шолја за кафе, внатре пон со кафе. Да. Тоа ќе имаат можност нашите гледачи да го видат додека ние го говориме ова. Тоа го правите исто така овде? Да, го припремаме. Тоа е исто деликатес. Кафето прво се пие, па после шоличката се јаде. За тоа ќе дојдам специјално и ќе го пробам тоа. И би те прашал за крај, светот знае дека и верува дека Италија го има, како да кажам, Италија има најразвиената култура за пиење на кафе. Се сложуваш ли со тоа? Дефинитивно има доста голема култура во Италија за кафето. Тоа им е веќе прејдено во традиција. Но најмногу кафе изненадувачки се пие во скандинавските земји. Да. Во Финска се пие најмногу кафе по човек. Така, ете тоа не сме го знаеле, например. Но одговорно тврдам дека италијаните не можат со нашето македонско варено кафе, нели? Добро, турското кафе е најстар метод на правење на кафе. И во Италија пијат турско кафе. Апсолутно. Ти благодарам, баш ми беше драго што те запознав. Приватно како гостин ќе ме гледаш редовно да ги пробаме и другите специјалитети. Ти благодарам. Ете, гледаш? Добро, сега немав еспресо, ама кафе си е кафе, интензитет Добро се е знае. тоа, малку е искуство, промашена поставаш поентата, но кофеин, одлично. Сите тие работи. Другиот пат, следниот пат ќе пиеме такво кафе па да видиме. Кажи. Добар си, Жере, добар си, напредуваш. Иначе морам да ти ја пофалам на вистина дневна. Така. Супер е, фантастично, добра комбинација на бои, одлично све. Имаш вкус. Малку премногу за мој вкус, но добро е. За вкусови не се дискутира, не. Добро, и стилот морам да ти го пофалам. Навистина морам да ти го пофалам стилот. Како што кажа, си гледал, Оделото? си прател. Зборувавме ние. Точно. На очарите, И да. за исто. кроење по мерка, Очарите. и за одела по мерка, и за комбинација. Гледаш? Стилот, мислам, гледам вие што зборувате на емисија, како треба да се носи еден джентлмен, што да комбинира со што да ставаме. Можеш ли разбираш? конкретно која да ми боја иде покажеш? со која боја, сите тие работи јас Во ги која гледам и емисија затоа и сега каде вака. го видел? Пар екселанс. Кој те научи вака да се облекуваш? Кој сум? Сам се облекувам, сам живеам тука. Кој ме... Ја мислам нешто вика, кој се облекува. Никој, сам сум тука. Имам, значи, кројач по мерка. Најдобриот кројач во градот. И то кројач, не кројач, некој туку кројач што облекувал амбасадори, кројач со искуство, човек што знае што да прави. Чичко Борче, еден од подобрите. Сакаш да видиш? Значи све сум прател кај оди што те пратам во сенка, како да ти кажам. I'll be watching you. Ајде. Значи видовме како тоа се правело во светот, како се правело низ историјата, како светот ја диктирал модата, како тоа се правело во Македонија и во Скопје, а верувајте ми, и се уште се прави. Моментално сум кај еден најдобар од најдобрите, капо ди тути капи во оваа индустрија, маестро Борче. Моето почитување, маестро. Моите почитување. Како сте? Добро и како сте? Баш ми е драго. Супер сум да ти кажам право, и ете се чувствувам комотно од како дојдов тука. Имам едно дело, знам дека е добро, но се надевам дека со твоја помош ќе добијам едно уште подобро. Јас се надам дека ќе биде така. Што е најважно при бирање на одело? Кои се неколку основни правила што треба да ги знае секој џентлмен и господин кој што треба да одбере добро одело? Треба да знае прво намената на оделото. Секој одел си има своја намена. Точно. Дали е свадба, дали е венчак, дали е крстенка, дали нормално одело, секојдневно одело. Секој штоп, секој боја си има своја намена. Значи се си игра своја улога сега. Секој штоп, секој боја си има своја улога. Да кажеме, знам. ова што го носам јас за каква намена е пример? Ова е баш за секојдневна намена. Кежуал одело. Кежуал одело, Да. да. Секој сиво е кежуал одело. Секој браун е кежуал одело. Секој друга боја кароа е кежуал одело. Црно. Тегат е вечно одело. Јасно. Тоа е нормално. Невидено било, било мене драго тоа што ги гледам луѓе. А ти бидел се до генерација родени 49, 50, 51, 51, 52 и не знам до 60. Што беам стварно даси. Джентлмени правило збор на смислот джентлмени. Да, дефинитивно. Значи знаат тоа че фино кога твоето значи ме штрафта и црно и не знам и кафе, али обвезан машни крват.
јува и кондри дотерно, Секогаш. тоа што треба. И цигар. Да. Тоа е да. Баш како што диктирала некојаш англиската Да. мода, ето и тука го имало. Може да биде секојаш дека како што треба и на ниво. Може каснал ден, два, три, ај се карикирам ден, два, три. Али овде луѓето секојаш знаеле да се носат. И се носат. Затоа сега ќе те замолам да отидеме во другото место за да видиме каков џентлмен ќе ме направиш ти во твоето издание. Најдобар џентлмен во Скопје. Одлично. Ајде, Ајде, тоа ти ќе гарантирам. Еве сме маестро во твоето стваралиште на магија, да кажем, каде што се создава магијата и овде ќе ги видиме сите твои магични потези што ти ги правиш. Ти ми даде некаков урнек, можам да го наречам народски, така? Да. Така да сега ќе те чекам ти да ме прашуваш и да видиме што од ова може да излезе и како ние ова ќе го направиме да личи џентлменски и да видиме јас оној вистинскиот. Со задоволство. Може да почнеме? Можеме да почнеме. Сега, Жане, јас ќе те прашам дали сакаш два штица, две копчиња, дали сакаш да биде поотворено палтото, дали сакаш широк ревер, тесен ревер. Па вака сега, според тоа јас што го имам кај мене во главата, сакам да е струкирано, Добро? со пошироки ревери, да кажеме, Добро. и со две копчиња. Може ли тоа да се Може, прави? може. А на таа комбинација може ли да се направи и елече да е Може, тродално? може на тродално. Рече, може би речето дворено, може би едноредно. Дворедно. Дворено, ќе биде бреме со 6 копчиња, големи копчиња, тоа да биде се да Како бидеш што се прав носи- џентлмен. Како што се носи редот. Да бидеш прав џентлмен. Како што се да. носи редот, дефинитивно. Се јас ќе си бележам, пошто мора Да, да бележи бележам. си Да. ти, а јас ќе те прашувам Јас, да. други работи. Само ти Само кажи. може да се сврдиш малце, Одлично. да видам јас позади, да го структирам, да го дотрам, да види како треба, Супер. да видам каква е ситуација. А кој е според вас, маестро, некој од најголемите џентлмени што вие сте имале прилика да го облечете? Се говориме за Македонија или за Воопшто. Воопшто. Кој за вас е еден од најголемите? еден голем човек, се наоѓа во Германија. Тоа беше меѓу така има на 7-80 на години, кој знаеше да се облече, да се дотера, како да изгледа, како да биде реверот, како да биде джепот, на која висина джеп, ги знае сите детали на палтото. И човекот кој ќе го облечеше, знаеше како да носи. Тебе да имаш држање, да носиш палто, ти треба палто да носиш, а не палто тебе. Така е. И ме радува, дај Боже да има само тако нешто. Да ги гледам луѓето облечени до тебе да се радувам. Да, Да се радувам. на живот, дефинитивно. Да. Затоа речи на живот. Живот е тоа. Да. Не е тоа мала работа. Како мала работа. Да. Живот е тоа. Цела школа е за тоа како се носат одела Да. и сите тие. Имаме сили ние на кај нас, животот, имаме луѓе кои што знаат да носат. И да се надеваме дека ќе се пренесе и на идните генерации. Имаме луѓе. Колку е важно оделото по мерка? Значи да не купуваме онака од продавница и дајте ми бројката. Колку е важно да си го сошиеш оделото по мерка? Многу е важно. Сите организмите тела не се исти. Имаш луѓе со големи гради, со голема плешка, а нема стомак. Да. Мајсторијата во тоа. Ти кажем една историја која бе надпревар со некои многу големи креатори и се доголеми вака. А таму стојат, ќе ги видиш после. Јас ми реков, да ми скроете од палто со човек со големи гради, набилдан и со големи плешки, да видим како ќе ми стои. Маестро, нема проблеми. Ајде, го скроете ми палтото, ајде викам сега да го пробаме. Јас ги прашам, господа мајстори, реверот треба да стои у оваа положба, ама човекот има гради. Не, ќе коригираме овде. Не. Палто не би е скроено како треба. Како? Не би е скроено палто. Тоа ви гарантирам. Ајде ќе го поправиме, сепак ќе видим после. Пак, значи, ако има гради човекот, треба да му стои палто вака. А не да му стои палто вака. Точно. Така? Да. Тоа е мастерија. Да. Јас си покажам на тие луѓе, јас да ги ви кажам како треба да стои палтото на човек, набилдан, со голема плешка, со големи гради. Ајде,
Јас го скром палтото. Го скрои палтото. Побилете, победите. Народски кажано заспа. Не заспа, него си легна на градата. На градата си легна и палтото да ти ме да гледаш. Ту и многу ги сакам. Најбелен човек. Да. Го стегне палтото, овој за палтото, стегне Како човек. не? Нема стомак. Да. Мајсторијата, ето. Да го направиш баш кога ќе речат за тебе е правено. Да, за мене е правено. Така е. Што мислиш, маестро, имам ли јас тело за одела или немам тело за одела? Имаш. Имаш супер гради, супер пешка, имаш. Ќе направиме ли од мене Ќе джентлмен? направам не червен, супер червен. И тоа ви гарантирам. Многу ми е драго што си подруживме и што си помолабетивме. Кога ќе биде готово делото, ние со задоволство ќе го презентираме од маестро Борче. Исто мене ми е драго и што дојдовте и ќе ви направам прав джентлмен. Ти благодарам. Да сте Моля, живи и да здрави и сте се живи и гледаме во здрави. наредна прилика. Сигурно. Ти благодарам. Баш ми е драго. А? Гледаш, значи не е било кој. Оделото? Шта е? Стана. А за дневнава што ќе кажеш, а? Многу стара, многу кошта дневнава е пар дали. Еден од најдобрите. Да. Навистина. Добро е кога учиш од најдобриот, нели? Да, еве го најдобриот, така е. Супер е кафенцево, навистина ти кажав на почетокот, нели, но си научил во каква пригода се пие пијалак и каков пијалак се пие. Што се напие? Што се препорачува сега во ваква пригода да се пие? Секој Вино джентлмен бело, во секоја пригода вино треба да црвено, знае може што би. да се напие. Значи, за почеток се Виски. пие кафе, после ако треба, ако има мезе ова, она се Можда пие некој вино, бело, коктел. црвено, црно, зависи. Дојдов тука, Извини, нема ништо. Црвено и црно, бело и црвено вино, па Со потоа сите гости можда пијам ако по те нешто, со донесе тебе што да ако пијам? дојде со женска нешто, добро и она, кафе па што има. коктелче да и правиш, па знам и како се прават коктели, сум гледал, сум учел. Плюс ако сакаш малце може и мезе, има места во Скопје отворени, новите ја гледав емисијата, кај се седнува со што даска, винска, ваква, таква, има соби деликатесни, тоа е све знам. Значи, те пратам жаре, знаеш каков джентлмен сум станал, еден од најдобрите во градот. Одело многу кошта е. Да, слушај, сакаш ли да погледнеме да видиш дека знам кога се пие црвено, кога бело вино? Ќе слушнеме стручњаци за вино, ќе слушнеме стручњаци за виски, ќе слушнеме стручњаци за коктели. Ќе видиме нешто како се прават даските вински, колку тенко Извини, да го извини, сечкаш што те прошутот, да прекинувам, ти на влага у вистина не запис, сакам сите да тие изслушам работи. твоите Може? лекции. Имаш ли Дали си спремен? ти конкретно видео Ајде. да ми го покажеш ова, затоа што гледачите мислам дека доста ми од тебе што те гледаат и слушаат. Јас и Звонко како вистински хедонисти и љубители на виното и добрата храна се напивме по неколку чашки добро вино, се разбира по една, и каснавме многу добри мезиња. Како тоа се прави на вистина, ќе разбереме денес од Симона. Симона, пред себе сакал да наздравам со тебе. Сега ќе те прашам, како се сервираат даските? Дали прво оди месото или прво сирењето или воопшто нема правило? Па може и да нема правила, правилата ние си ги правиме. Пред се квалитетно нешто, сиренце и пршутка, како што јас сега ги сечам. Тоа ќе биде кај нас сега правило, квалитетот и споредбата со вино, како ќе биде, што од прилика ќе сакаме. Ќе направам мала даска, Добра. каде што ќе се стави неколку вида на сирење, каде што ќе има пикантно сирење, сладко сирење, за и такво вино каде што е десертно. Ќе има и со лукче нешто, ќе имаме и многу квалитетен пршут. Добро, едно прашање што ме мачи и мене, а ги мачи и сите, дали треба да се сече на потенко или на подебело? Зборувам за пршутот, за да се долови оној вистински вкус. Во прашање е секогаш различниот вкус, кој како сака да го конзумира тоа. Според мене е потенкото, најтенкото, прозирното скоро. Тоа е за подобро се почувствува вкусот. Дали може да Подобро. демонстрираме, па да го продолжиме муабетот? Може. Повели. Полека да не се пресечи само. Значи, ова е таа тенкост што треба да се добие, нели? Да, јас би сакала и уште потенко. Добро. И на крај ќе демонстрираме која е таа дебелина што ја добиваме ние тука. Мислам дека е доволно. Да. Да. Одлично. Значи, колку е потенко, толку повеќе го добиваме Да. вкусот. Тоа е според мене и според многу други кои што мислат дека ова е некако така прозирна, прозирна дебелина. Одлично. Да. Ова е пршута многу квалитетна и сега вака, да ја наредам даската. Може? Слободно. Слободно ти нареди ја даската, јас ќе уживам пиејќи вино и гледајќи те што правиш. Може.
еден обичен редослед кој како мисли. Да, зависност од вкусови, нели? Да, А и даската што ја јадевме со Смоко, ја нареди ти? да. Одлично. Изгледаше естетски многу добро, тоа морам да го Да, признам. да, да, мислам, мило ми е што ви се допадна. Да. Оваа даска ќе си ја земам ја за дома, само да знаете. Може слободно. Да, со се даска, со се. Не, оваа даска може дали- ние да се изедеме. така, со може и виното, така. а за дома ќе има нешто друго. А кажете ми, дали има разлика материјалот на даската, дали е побаво на дрвена или на керамичка даска кога се сервира? Или и тоа нема разлика? Па, секако изгледот е многу важен со потемна пршута контрастна боја, тука тоа важи. И тоа дрвото за мене е така некако посимволично за нели даската. Да, да. Баш. Ова е Символика е малку, топли. да. Ова е пршутка така наредено, некогаш како во цветови, некогаш во стармички, било како. Ова е моментално сега козјо силенце, Добро. поквалитетно. Со што е ова сега Овчо. зеленото што го гледаме? Ова е млад кромиц, роловано младо силенце, да. Браво. Имаме и нешто со црвено, тоа е. Ова е со чили, ова е пикантно нешто, А го пробав тоа, да. да. Значи Да, оваа да, даска се сега се препорачува со црвено вино, претпоставувам. Да, може и за бело, зашто да не. Да, Тука кој како секогаш милува. кој како сака. Меѓутоа за црвено обавезно. Секако. Следно имаме уште две работи кои што гледам. Да. Ова е со печурка. Добро. Деликатесно баш. И кашкавал ли ова што е? Тоа е сирење, меѓутоа потврдо, не е тврдо кашкавал, да. Имам око сега, не сум толку Да, професионалец да, како да, тебе, да. ама добро е. Делува како кашкавал. Мешан кози крави, Ова е само овче. само овче. Овче со вкус на лук. Едно да погодам ќе ве среќен. Да. Има уште многу. А, Тоа е ова што козјо. е? Ова е козјо. Кози топчиња, значи Од со помладо, така? младо козјо сирење, а со повеќе зачини и маслиново масло. Одлично. Ќе ставиме ли од тоа даската? Да. Ќе ставиме. Ќе оставиме уште тоа и ќе наздравиме. Ова е десертно, се извинувам што те Нема прекинувам, ова е десертно со семки од тиква и мед. Добро. И како скептик, некој што има дека сирењето благо не е убаво сирење, сосема грешат, треба да проверат, да пробат, да почувствуваат во комбинација со вино како оди тоа. Фантазија. Чува се топчиња од Да. младо кожи сирење. Младо козјо сирење. Има кремаст вкус, Ќе го пробам после, ќе дискутираме за вкусот, Може, од тоа ќе може, ги изгасиме камери. Значи, добро. вака некако би требало да изгледа една Вака да, наједноставно нешто, меѓутоа што убаво ќе оди во прилог со вино. една даска во која што ќе уживаат джентлмените. Да, токму така. Еве вака ќе ставам некои стапчиња каде што може полесно се послужиме. Ти благодарам на вистина за издвоеното време и за овие прекрасни совети што ни ги даде. Би сакал да те прашам, што за тебе представува вистински джентлмен? Пред се маж кој почитува жена, дама, кој знае да се однесува правилно, кој си има своји манири и кој е одговорен човек прима сите. И според ова што го кажам, мислиш ли дека Македонија има джентлмени? Мислам, меѓутоа ги немам толку многу сретнувано, а меѓутоа има. Секако дека има. Затоа сме ние тука за да ги Да, подучиме да, и тие да. што не се да станат, нели? Баш така, да. На здравје уште еднаш, ти благодарам. Здравје. Све сум научила и одело партари. И како се? Колку би било убаво ова што ми го презентираше мојот соговорник, пријател, да го имавме овде да го пробаме, да видиме добро ли е, не е добро. Теорија има, пракса слабо жаре. Но, научил каде се пијат коктели, како се пие вино, кое вино се пие со кое, така да јас сум навистина среќен. Дали ќе сакаш да почестиш публиката со една добра мисла, со некоја навика, со негување на некои добри навики, или повторно ќе се извадиш на видеата? Јас? Имам. Жере, ако умриш на есен, за тебе нема зима. Бидете джентлмени, негувајте добри навики. А? Да погледнеме да видам каква селекција си направил, па ќе ти кажам после. Да ве прашам вас, гледачите на првиот ТВ магазин за джентлмени кај нас,
Кога последен пат сте виделе вистински джентлмен кај нас? Дали ги препознавате? Дали сте виделе како се однесуваат? Дали тоа сте го виделе само на филм, само во нашиот джентлмен магазин? Или сте ги виделе и на улица? Ако сте ги виделе, дали сте успеале да ги препознаете? Но мислам дека тоа е реткост во нашата реалност. Вистински джентлмени се на вистина реткост. Тоа е така затоа што никој не сака да почне да учи како треба. Полека се откажуваме од добрите навики. Започнуваме еден проект чија цел е токму тоа, да ги вратиме вистинските вредности. Ја бараме вашата поддршка, а ние ќе продолжиме да ги презентираме нашите најдобри джентлмени. Ме изненадуваш, навистина морам да ти кажам. добар сум, навистина запамтил позитивно некои сум. работи, јас вежера. Джентлмен, колку е убава чистота да се биде джентлмен. Ваков стан, ваква дневна, многу кошта и многу кошта. Ме чуди што работи, да. тебе не те ангажирале да го водиш Man of the Year на 24 ноември, туку ме ангажираа мене, дечко, затоа што јас не сум бледа копија на некого, туку сум оригинален. Не, бе. Мене Ќе го водиш, ти ќе го водиш. Јас ќе го водам. Мене ми се јавија. Ја ќе го водам заедно со Мија. Па ја ќе го водам со Мија, нема ти да го водиш. Значи знам 24 ноември у Хилтон, 8 часот дека ќе Кој биде. ти понудил тебе? Мене ме 13 понудија со номинации има, 12, со Мија 13 да го водам. главна. Кој ти понудил Се знам, тебе? мислам дека грешно нешто тебе ти кажале. Некој те лаже. Јас ќе ходам. Да. Браќава Мартин и Марко, продуцентите мене ме викнаа. Тебе да не сакаш да те викна случајно. Јас сум поголем фраер, бе, поопуштен. Дечко, Нормално им требало глумец, пејач, вика да не плаќаме 100 вакво и водител, 3 у 1, демек да не плаќаме тројца. дечко, Мене ме следија за- звони му на Марко и на Мартин, те молам, на продуцентите. А нека. Онке, те молам, звони му одма, звони му, што ме гледаш? Звони му или ќе си одам? Ја ќе го водам, значи некој треба да му објасни на дечко дека јас ќе го водам. Не, Добро, добро. Ти што кажи му дека ја ќе го водам. Значи јас не им треба некој телевизиски водител, им треба човек што знае, разбираш? Што знае како се прават тие работи. Ќе излезам со Мија плюс кај можеш со Мија. Ја ќе видам со да парираме тоа, знаеш? Мене вие машна година. Бе. Леле, колку зборува човеков, не можеме. Види, ветив дека нема повеќе да се караме и Мене пиленцето ми шепна дека во знак на помирување си сакал да направиш изненадување и си снимил видео. Така? Затоа и јас снимив видео во знак на помирување. Па предлагам да ги закопаме нашите секири, воени секири и конечно да прогласиме примирие. За крај на овие 54 и за продолжение над понатаму. Дали може? Дали се сложуваш да, бе, ги погледнеме знам. видеото? Све ми е јасно, знам, ми кажа дека треба да направиме видео за помирување. Снимив, навистина снимив за тебе, Жера, е многу јако видео. Прво твоето да го погледнеме. Жарко Димовски е навистина прекрасна личност. Тргнавме на лоша нога, но ете како што поминува времето и како што ние се надоградуваме джентлменски, треба на секого да му се дава втора шанса, затоа што ние сме тука секогаш еден за друг, луѓето за луѓето. Жарко Димовски е човек кој што се труди да ја издигне културата на едно повисоко ниво, се труди да биде глумец, пејач, водител и така натаму, придонесува за општото добро. И мислам дека треба да продолжи да го прави тоа. Жаре, продолжи да го правиш тоа што го правиш, затоа што навистина јас сум ти голем фан. Ти благодарам што постоиш. Вау. Ти благодарам, навистина ти благодарам за прекрасните зборови, Жере. Ова е навистина, мислам дека искрено го кажав, искрено го мислам тоа за тебе, така да мило ми е што те познавам и што ќе продолжиме понатаму. Види, моето не е уште до крај сработено, а ќе го видиме наредниот пат кога ќе пиеме кафе. Ќе го погледнеме. Не ми е до крај средено. ајде бе. Ке? Ајде. Може? Абе, не инсистирај се. Ајде бе, ќе го погледнеме и твоето. Ајде, не се срами, ајде. Ајде. Ајде да го погледнеме. Одело. Многу кошта. За Жарко Димовски, што да кажам за Жарко Димовски, за водителот? Многу е добар. Значи, навистина, многу е добар, врска нема. Значи, кај сте го нашле Жарко Димовски да биде водител за джентълменство?
кој да го прашам од Прилеп како бил порано, најголем сејак. Значи како да ви кажам, со златото, со ова, со она се тепал, се правел таму цело време и сега тој тука на телевизија ќе пропагира, за џенталменство ќе пропагира. Нешто, добри навики и ова и она. Јас знам дека секој човек се менува, ама за тоа нема менување. Нека ме земат мене, видиме колку сум добар. Скупи одела, скуп апартман, све што треба. Да, фала ви многу, а него крај, значи, полош тип нема, сејак. Јави ми се. Извини, Жере, ама навистина мислев дека ќе се шалиме повторно, дека не е Извини. Извинете, дечки. За некои работи нема спас. Се надевам дека ќе продолжиш да се надоградуваш и дека еден ден навистина ќе бидеш достоен со мене да го испиеш вистинското џентлменско кафе, а до тогаш спремај се, надоградувај се и учи. Јас ќе продолжам да ги едуцирам оние што навистина сакаат да научат. Јас го поканив Жаре водителот кај мене на гости дома, затоа што Жаре е навистина супер водител, емисијата што ја прави и навиките добри што ги негува навистина се за пофалба. Јас заедно со него во тандем ќе продолжам да ги негувам добрите навики, ќе продолжам да ве едуцирам и ќе продолжам да правам се што е во рамките на доброто однесување и во рамките на доброто и позитивно машко здравје. Жаре е навистина добар човек, Жаре ми помага мене да станам јас џентлмен и јас мислам дека сум на вистинскиот пат да го направам тоа. Многу збори, гасете бе дечки, ве молам, ајде, јас треба да одам ми се гасете, ајде, крај. Негувајте и вие добри навики, гледајте Џентлмен магазин на македонската телевизија и сите ние треба да се трудиме да станеме подобри луѓе. Крај. Му благодарам на Жаре и благодарам на цела екипа што ни помага да го направиме тоа. Угасивте? Па така ја ќе зборам, нема он да збори цело време глупост. Кој го зема хонорарот бе, брат? Кој? Што? Ај глупости сега. Не ми е признато, татко ми не е признат, не го признавам ни јас. Близнак бил, ајде чао. Ти благодарам.